Соколското друштво во Штип е расадникот на спортски таленти во Штип и местот каде што се рекрутирале најразличниот тип на спортисти. Почевајќи од гимнастиката која во предвојниот период била најразвиена и како најмасовен спорт, за да со растењето и созревањето на младинците и девојките, спортските педагози ги насочувале и рекрутирале во останатите за тоа време нови спортови – фудбал, ракомет, одбојка. Штипскиот Сокол Трајко Кошевалески во 1932 година бил испратен на обука во Словенија и во градот Марибор наидува на промоција на нов спорт – кошарка. Трајко купува баскет, го донесува во Штип, ги приучува своите другари на правилата за игра, за да веќе во следната 1933 година, точно на 27 август, се одигра првата кошаркарска утакмица во Штип и во Република Македонија. 87 години потоа, кошаркарските работници во Штип нема молчат и воопшто не го почитуваат овој златен податок и кошаркарска историја и на градот Штип и на Република Македонија. Утре се навршуваат 87 години од кошаркарската мисија на Трајко Кошевалески, а за овој златен јубилеј се присетуваме на минатогодишните настани по повод одбележувањето на овој историски спортски настан. Кошаркарскиот ветеран Стојан Герасимов, кој поради прецизноста низ целиот спортски век се до денес гордо се носи со прекорот пушка, кој едноставно се изродил од штипските навивачи, е разочаран од негрижата и неизградбата на спомен обележје за овој настан. Ако веќе постои у Советот на општина Штип, Совет или одлука комисија за спорт, ако е наша граѓанска иницијатива да се прифате, многу е лесно да се донесе одлука да се направи еден простор тука од 2 на 3 метри да се постави тај постамент и да знаат луѓето дека у Штип е скоптала првата топка. Значи се е до органите на власта кои одбиват многу период да не припадате на таква иницијатива. Срамота е. Со сличен размислување и кошаркарскиот ветеран и долгогодишен член на структурите на Кошаркарската федерација на Македонија, Тодор Рибарски, кој едноставно вели дека за спомен обележјето има и проект, но нема реализација. По составување на овој иницијативен одбор, овој иницијативен одбор е составен од ентузијасти и поранешни играчи во градот. А по одлука на Советот на општина Штип е донесено токму на ова место да биде изграден постаментот на основоположникот Трајко Кошевалески, што ќе биде историско наследство. Меѓутоа, овој споменик не е уопште изграден од причини што финансиски средства ги немаме, а тука наоѓаме причината во нашиот бизнис сектор. Бизнис секторот во нашиот град е нем за ова историско наследство. За утре четврток, 27 август, во 10 часот, кошаркарските ентузијасти, следбеници на оваа традиција и иницијатори за подигање на спомен обележје, повторно ќе се соберат во паркот пред основното училиште Ванчо Прке, на некогашната локација на кошаркарскиот терен, за уште еднаш да се потсетат и присетат нови златен настан, кој за жал нема подршка од кошаркарските работници, за што зборови податокот дека во Штип, градот на кошарката остана без град.